ти благодарам многу што ја прифати поканата да бидеш дел од емисијата Мој збор. Инаку, мојата емисија се занимава токму со промовирање на млади таленти и на млади успешни луѓе кои што можеби за жал, моја голема жал, немаат толку честа прилика во јавноста и во медиумскиот етер да ја покажат својата способност, својот квалитет и своите таленти. И навистина те благодарам што одвои време што си денеска тука со нас. И сега јас ќе започнам со едно многу филозофско прашање, мислам дека нема да имаш проблем да ми го одговориш. Најважното можеби филозофско прашање што се поставува у секоја можна епоха е кој си ти? Ако некој те праша кој си ти и како ќе се представиш, што би му одговорил ти? Ќе започнам со името и презимето. Јас сум Давид Маневски, завршив средна школа денес во Георги Димитров и изминативе 4 години онака прогресивно идам кон некој правец на, не знам, филмска режија, глума, такви некои обврски. Се занимавам и со роботика, 3D моделирање, 3D принтање и слични активности. Скоро продуцираше, односно режираше во твоја авторска целосна улога и режија беше еден многу интересен научно-фантастичен филм кој што мислам дека допрва ќе пробуди многу импресии, многу реакции кај јавноста. Меѓутоа, ајде да говориме повеќе за содржината, за сюжетот на самиот филм, за твојата крајна порака и пред се од каде ја доби идејата да режираш токму ваков филм. Па, оригинално минатата година околу мај имав задача за Средно Лент да направам филмче кој што ќе биде како дел промоција за самата школа и нели нешто моја креативност. Го направив во рок од 3 дена и кога бевме таму на тоа премиерата во МКЦ, се придружија околу 50 на деца и кога го видов тоа и остана до крај, мојот филм беше скрос на крај и сепак остана како саат и пол време за да го дочекаат тие 10 минути и онака ми пробуди желба да направам уште нешто поголемо и ја искористив шансата како проектна задача да одберам филм и цело лето тоа планирав онака што ќе биде. Првично имаше неколку идеи, мислев детективски филм, некој нуар онака како црно-бело, после имаше како вестерн нешто, ама да биде пак во вклоп на школата и да биде како не знам некако по-комична содржина, по-сатирично нешто. И меѓу тие беше зомби апокалипсата, ама зомби е многу крваво и такви работи, па морав да одберам нешто што ќе биде по-благо и затоа комбинирав некоја социјална критика како што се телефоните и направив Томби апокалипса. Томби е телефон плюс зомби. Комбинација. Во што се состои таа социјална критика? Многу убаво се направи многу паралели, меѓутоа социјална критика и можам да кажам апокалипса, односно едно дистописко сценарио како што можев да сватам. На што се темели таа социјална критика? Дали на твоето искуство што ги гледаш, например, младите генерации, новата генерација како е приврзана многу со телефоните, фали социјализација, како ти го чувствуваш тоа? Па, токму така, пример, не сум ја некој што се одвојува тие томбиња, кога меѓу нив сум на некои моменти, кога ќе поминам многу време или на телефон или некоја изолација вештачка што до сега во природата се нема случајно. Од секогаш човекот бил социјално битие, кога од своето постоење сме биле во заедници и такви работи, секогаш не значело. Ама сега е поразлично бидејќи таа комуникација која е многу брза, во рок од милисекунди може да комуницираме со некој од другата страна на светот и често се забораваме дека не е баш вистинско тоа. Реалноста е таа, али не е истото чувство кога ќе видиш некого, кога ќе збориш и кога ќе комуницираш во живо. И кога исто време во тој период бев многу онака исто изолиран поради други работи, ги искористив сите тие своји искуства, елементи што ги имам, да направам некое онака дело кое што ќе биде ем социјална критика, ем самиот ќе си увидам дека од трета перспектива личи многу не знам, тажно и мизерно на некој ниво, и стварно дистопија.
така, загрижувачки можеби за оваа генерација на која што јас припаѓам, меѓутоа јас творам во жанрот на научната фантастика и многу често рецензентите и критичарите ми велат дека тоа е жанр кој што е многу поприфатен помеѓу младата генерација затоа што таа го живее духот на тоа време со технологијата и со сите последици што ги носи дигиталното време и технологијата. Дали ти го искуси можеби тоа дека како најкорисни рецепиенти на твојот филм можеби беа младите, а што ти кажаат твоите родители и генерацијата на твоите родители? Да, младите секако, пошто голем дел се истите деца што ми се од клас или од генерација и од другата генерација и они учествува и нив им беше интересно да направиме. Темата им е интересна, пошто не е секојдневна, кој има социјални критики што се ставаат и на YouTube и такви работи. По онака продлабочени, моето е пак сепак некој дел комично и сатирично онака, но за постарите генерации, мислам, они како и да е, секогаш имаат голема критика, ама некој пример баба ми понекогаш ќе падне, не знам, на некој Facebook вештачка интелигенција видеа, ќе мисли дека некој маче стварно го јаде змија или некој бебе е зачувано од некоја куќа. Тие се може комично изгледа, но е загрижувачки, пошто не е реално, не е вистинско, ако создава некој си дополнителен безврска стрес, онака, и допаминот, такви работи, така го добивам од телефонот, место, не знам, од надвор излегување со другари. Има една многу често употребувана и цитирана синтагма помеѓу луѓето дека новата генерација, генерација Z, на која што можеби и ти припаѓаш како творец, еве те прашувам како творец, како критичар, како креативен ум, дека практично станува збор за некоја емоционална апатичност или можеби младите не можат со таа емоција, како што ја спомна баба ти, например, јас се сеќавам баба ми се караше со телевизорот кога имаше шпански серии и сапуници. Таа генерација беше со експлозија на емоции. Сега гледам дека има една многу голема контрола врз самите емоции кај помладата генерација. Дали ти го доживуваш тоа како позитивен фидбек од сето тоа или можеби има и некои тука критики што би сакал да ги дадеш? Негативно е во смисла на се тоа го пиваме и некако кога сунгер полни сме со тие емоции, ама тука се тие и тука страдаме, кога не ги кажуваме, најчесто не се искажуваме бидејќи го гледаме како слабост, посебно кај машките, мислам, ретко е со некој другар кога ќе зборам на некои онака подлабоки теми, кај може да се продлабочам толку кај што ќе допре нешто емоционално. И кога сами од себе имам понекогаш моменти кај што агресии или не знам чувства на анксиозност и такви работи кои се појавуваат и дефинитивно постојат или тага или сето. Филмот е пак тој период посебно памтам кога имаше едно девојче што многу онака го свиѓав и такви работи, кога едноставно прекинавме контакт и беше големо онака шокантно нешто и кога памтам 6 дена и во тие 6 дена онака тагував, но истовремено морав онака креативно да мислам, бидејќи професорката историја не спремаше да направиме рекреација на првото заседание на АСНОМ, кога она ни дозволи се тоа, но сепак ние да се организираме, кога многу голема желба имав, не само ради темата, кога не ми е првото заседание на АСНОМ некое, не знам, нели за државата многу битно, ама во лично нешто не беше само тој момент, туку беше моментот кај што може да се организираме како клас и да направиме нешто надвор од, не знам, обично учење, да кажам, нели, на лекцијата или такви работи. И додека тагува во тие 6 дена, истовремено пробував некако да се организирам и да најдам начин, излез, да кажам, на некој друг начин. Секој пат кога ќе го отворев телефонот, одма ќе почнеше онака чувство на емоции, анксиозност или такви работи, дали ќе се направи ова, дали тоа. И тие елементи сепак ги искористив, таа тага и тие чувства, во филмот има некои сцени такви каде што се од вистински случаи, можда поблаги, ама ги искористив бидејќи мислам и во делата што ги учевме, пример, во македонска литературата, еве, Пеколот ни се падна годината, пример, Данте Алигери пишал за Беатриче што е вистинска жена, но сите тие, како се вика, метафори, алегории се на повисоко ниво и поразлично. Као фикција доаѓа, он ги опишува, нели, сите слоеви на инката, нели, на Пеколот и на честилиште и на рајот, се тоа, ама тоа го прави пак од некое лично негово искуство,
така и се инспирира. И кога мислам сите големи литературни дела се темалат на некоја вистинска случка. Ако може се фиктивни, ама има некоја личност или личности или пак некоја случка што ни се направило, што не асоцира на нешто. нешто. Да, и ни инспирирало да направиме нешто. Од таму потекна ако идејата и се што постои, што човекот го создал како уметност е потекнува од нешто и ко инспирација се надоградува. И затоа пример за вештачка интелигенција нема чувства и емоции за тие работи. Тоа е само ко алгоритми, ко направено е да ти одговара за тебе, пример, ко ќе му кажеш да направи слика од маче, ќе направи маче, ама нема видено маче, нема осетено маче, не му седело во скут, не знам, не му умрело мачето, не го галел, немал мачка да роди други маче, нема тие чувства позади. А затоа кога човекот создава, пример, не знам, многу поразлично, многу е, може има некој посебен, имаме нели 5 чувства, може да допираме да гледаме и така работи, ама има некоја друга чувство кај што го чувствуваш, и не може да се објасни. Да, многу убава референца ми даде, знаеш зошто? Затоа што убаво спомна ти дека технологијата до некаде можам да кажам ги амортизира самите емоции, нели убаво каже вештачката интелигенција може ќе симулира емоција, меѓутоа го нема искуството да ја доживее истата. Од другата страна многу често се користи вештачката интелигенција да ги неутрализира самите стереотипи. Например, Филип Дик во една книга вели што ќе правиме доколку електричните овци сонуваат. Тоа е тезата и многу интересна. А ти се занимаваш во исто време и со роботика. Сега, според тебе, која е перспективата и примената на роботиката денеска? Кои се сфери можеме да очекуваме? Пошто си бил на надпревар, си учествувал во творење на робот, со неговите функции, каде се можеме да ја видиме во иднина? Па, се надевам дека во некои работи што едноставно човекот треба да унапредува на некој начин и да не се плаши од тоа унапредување. Сега разбирам зошто луѓето се плашат од вештачка интелигенција, нели ќе ми ја заменат работата и така работи, ама мислам дека не треба да е страф дека ќе не заменат, бидејќи човек не може да се замени. Едноставно на планетава и во соларниот систем може да пошироко неколку светлосни години сме најинтелигентните и има и пак сме дел од животинското царство, има некои пропусти каде не знам според наши некои не знам чувства може и тоа што чувствуваме понекогаш е слабост, пошто некои од нас природно не знам се алчни, бараат повеќе, некои се малце позлобни. Лоши емоции што ги викаме, нели? Не го гледам како, не знам, некоја надприродна сила дека не направила лоши, туку едноставно бидејќи сме дел од природата, ги имаме тие. Пример, лавот не убива бидејќи сака, не знам, бидејќи е злобен, бидејќи треба да се исхрани така. Едноставно таков е синџирот на исхрана. Ама човекот бидејќи почнал да се одвојува од, не знам, од тоа природно царство, имал стекнал алатки, технолошки унапредувања, едноставно не запрал во некој сме запрале во некои моменти, сме почнале да мислиме и затоа има толку големи мислители кои што денес се славни од времето, не знам, пред 2000 години и такви работи, бидејќи запрале и помислиле надвор од друга перспектива, не од човечка перспектива, туку од една поголема космичка слика, пошто кога ќе размислиме дека, не знам, космосот е ко неколку трилиони светлосни години широк, некако се тоа станува ко небитно, ама на истовремено ко нашиот живот станува уште повреден, бидејќи еден е, како што знаеме, ова го добиваме, ова е шансата, овие се тие можда 80 години максимум или 100 години, не знам што ќе ги живееме, ко тоа што сме смртносни, што ќе умреме на ден, ни дава многу повеќе вредност и повеќе го цениме времето, затоа исто и социјалната критика за телефоните, бидејќи толку време ќе поминеме на телефони, за 6 до 12 часа на ден и повеќе, тоа се време од нашиот живот, едноставно го немаме многу и во изминативе 100 години сме напредели и со тоа, пример, не живееле секогаш до 100 и нешто години, имаме и многу напредување како општество.
Многу интересно ми даде една, да кажам, еден стимул да размислувам у тој правец, иако тоа ми беше и вечна дилема, мислам што си ја немам расчистено со себе, дали етиката и етичкиот суд за тоа дали е нешто добро или лошо го дава човекот ексклузивно као човекот и дали во природата, доколку не постои човекот како врв од таа пирамида на постоење и на создавање, би можеле да направиме, да кажам, некоја продукција на злото. Дали злото би постоело у природа, доколку човекот не го создава? Тоа е вечното прашање. Поврзи ми го тоа со роботиката и ова се, Ја го гледам злото како нешто што ние се обидуваме да го дефинираме, бидејќи толку сме, не знам, понекогаш одвоени од самата мисла дека сме дел од ова животинско царство или да кажам природата. И се обидуваме да објасниме нешто што едноставно е во наша природа, од секогаш било и порано кога сме биле во тие заедници племиња, сме ловеле животни и такви работи, ама не го правеле тоа бидејќи биле злобни луѓето, го правеле бидејќи морале да преживеат. И едноставно кога сме се појавиле, сме се прошириле, дошло до момент каде алчноста преовладала и едноставно со толку стотици илјадници, али стотици години. Да, и произволно да го кажеме не е грешка, да. Едноставно во нашата генетика се створило и кога секако со разумот кога сме почнале свесни да размислуваме и такви работи, ни помогнало, но секој има свои моменти каде, не знам, може ќе почнеш со нервоза и такви работи. Тоа сме го покрепиле пример со размислување, со религија кога дошло и такви работи. Тоа е според некои дефиниции грев и некои слични такви работи. Мислам човекот треба само да размислува во правец колективно да направи нешто добро и затоа роботиката, пример, како што ќе напредува понатаму, ќе овозможува автоматизирање на секојдневни работи кои што едноставно ќе ни олесни како општество, бидејќи ќе автоматизира, не знам, градење на улици или пример во фабрики и такви работи. Тие не се услови каде човек треба да го помине цел живот. Да, може ќе заработи пари и се тоа, ама кога ќе почнат сите следни генерации да се обновуваат со знаење, пример да се надоградуваат со знаење, ќе им биде полесно да стекнат некоја работна позиција каде што ќе биде во тој стил, не знам, на градење роботи, но до осмислување на тие фабрики каде што се прават роботи за патишта или не знам, за разни може згради да се градат или не знам цело ресторанче го имаме камерите исто тоа што е автоматизирано, за да нема некои работни позиции каде што ќе има, не знам, класно разделување. Да биде човек кој не да звучи идеолошки, идеолошки може да се софаќа на некој пак социјалистичко општество, ама мислам до ниво ке е тоа, бидејќи во реде, бидејќи едноставно човекот треба да се врати на некои основни вредности, каде ќе помине повеќе време во својата заедница, не знам, фамилиарно и да не се алчи многу. Кога велиш основни вредности, ова ми е многу интересно, мислиш дека со тие основни вредности се раѓаме и ги имаме интуитивно во себе или ги стекнуваме со живот во социјална средина? Пример, мачката кога ќе се роди, зависно од својот родител мачка голема, ако е таа мачката питам, ако јас сум имал примери, имав една са глува маченце и се дружеше со куќата моја и сестра ми донесе уште едно друго маченце, некој подива малце поголемко и му режи, уште му режи на куќата и не е навикнат. И споредувам животно можда, ама и ние сме имаме инстинкти и затоа некои работи што ги нарекуваме зло или добро, пак сметам дека се инстинктиви наши, и што е можеби за преживување и од социјален аспект, нели? Понекогаш се потикнуваме, не знам, за нервоза пример, тоа е потик од некој социјален, не знам, социјален потик, не е чисто само злоба, да кажем. Так. Пошто си млад човек, еве во интерес на времето уште едно прашање, многу честа загадка е иднината и некако ни е многу голема возбуда кога зборуваме за иднината, баш затоа што ни е непознаница. И сега, например, мене на твои години, кога ме прашувале што сакаш да бидеш за 5 години, увек сум имала проблем да го одговорам тоа прашање. Од една страна сум имала некоја регресивна амбиција да биде се исто како што било досега, од друга страна сум сакала некој просперитет да биде иднината многу различна од тоа што го живеам јас во сегашноста. Какви се твоите визии за иднината?
Па општо се надевам дека сме во периодот кај што веќе ќе почне истражување надвор. Бидејќи ја понекогаш кога ќе биде онака тивко навечер ќе си размислам колку е само се ова мало, миниатурно. Пример, овој момент колку е мал во големата слика на космосот, кога многу ме интересира што има надвор. Надвор од солариниот систем, надвор повеќе мислам дека сме во период на некоја преодна фаза каде веќе ќе унапредиме многу снадежно, тоа е оптимистичка гледна точка и мислам дека ако секој е доволно оптимистичен ќе стасаме доволно далеко. Ако му се верува на Киркегор во твоите години, па дури и во моите години, на човек му личи да биде оптимистичен и мислам дека тоа е единствената алатка на која што можеме да се фатиме за да можеме да преживееме понатаму за сите, да кажам, стравови и можеби исчекувања што ги имаме за иднината. Ти благодарам многу што беше дел од емисијата Мој збор, ќе го емитуваме за гледачите и твојот филм да видат какви се твоите проекции за мислувања за научно-фантастични, дистописки, па можеби да размислат и да исконтактираат со тебе доколку имаат некои, да кажам, коментари или да си ги разговараат со тебе тие идеи. Ти благодарам уште еднаш. Сања, пред се ти благодарам што ја прифати поканата да бидеш денеска учесничка во емисијата Мој збор. Навистина ми е многу драго кога имам прилика да зборувам, да разговарам, да разменувам идеи со млади луѓе. Ти си ми еден многу специфичен профил, затоа што си многу активна, не само мисловно и теориски, туку си активна и на терен. Да го врземе ова со твојата матурска работа, твојот матурски труд, зошто се одлучи да пишуваш и да размислуваш воопшто на траумата? Што те потикна за тоа? Па најпрво ви благодарам на вас за поканата и за темата која што ја избрав. Самите знаеме дека е доста трогателна и емотивна. По сите настани што се случија, свативме дека оваа тема треба малку повеќе да ја доближиме до младите и дека треба многу повеќе да се зборува за чувствата и за емоциите на денешните млади, зашто навистина ни фали да зборуваме, зашто и самите знаеме дека ни е тешко. Сите тие што млади што ги гледаат знаат дека нас и без да знаеме поминуваме преку некои периоди што ни самите не можеме да ги дефинираме и затоа е неизбежно да се комуницира и да се изразуваат чувствата. Сања, кои се тие периоди кога ни е најтешко во животот? Затоа што сите некои имаме нормативи, некои, да кажам, гранични ситуации кои ги поминуваме, ама не сме свесни да ги идентификуваме. Кога е тој момент ни се случува тоа, таа е трауматична случка, дај да ја третираме како трауматична и да побараме помош. Дали се размислувала или се работела у таа насока, кои се тие некои генерални можеби фази што човекот ги поминува кога му треба помош затоа што се навистина трауматични? Па тоа е релативно човекот, зашто, пример, јас како средношколец доаѓам од Берово и дојдов во Скопје во средно училиште сама. Во училиште никој не знаев и нормално беше тешко да запознавам, имав притисок да се вклопам во средината, во училиштето како на образовна институција и едноставно не знам. Да, една од ситуациите е таа, верувам, новата средина, има и многу ситуации со кои што се справуваат и младите и возрастните, колку е тука клучна поддршката. Еве ти спомна ново училиште, прифаќањето од друштвото, од професорите, колку е тоа важно? Според мене тоа е и најважно, зашто треба да професорите како стручни лица треба да знаат како да ни пристапат и како да дознаат како ние се чувствуваме од професионална страна, исто така од гледна точка од социализацијата, другарчињата, и тие се претпоставувам важни. Барем по твоето искуство, еве. Да, повеќе не знам, тоа зависи од лично, од окружувањето, така да и тоа е релативно.
Колку е тука психолошкото знаење, еве, јас ретко се среќавам, искрено да ти кажам, со млад човек кога го интересира психологија. Иако психологијата до некаде е денеска многу популарна дисциплина, ама младите психологијата можеби ја третираат преку популарна психологија, преку, не знам, некоја духовност. Што тебе ти беше, например, предизвик да се занимаваш баш со психолошка тема? Најпрвен филозофијата. Се чувствувам некако за мене филозофијата не е само како наука, туку е навистина пат кон нашиот ум. Нели имаме многу филозофи со нивните изреки и мисли, но некако мислам дека треба да ја сватиме малце подлабоко и посериозно таа дисциплина, заради тоа што ни возможува самите да размислуваме, да ги дефинираме работите кои што нели ни поминуваат низ глава и едноставно да кажеме да, сега тоа што го помислив, но можеби навистина треба да го продискутирам сама со себе или да го кажам на некој, за да. Колку е тешко да се помага на другите? Ти имаш, например, сега стекнато знање како да си помогнеш на себе и ти сама кажа мојот пат до психологијата и филозофијата беше затоа што јас имав некои дилеми што сакав да си ги решам. Меѓутоа кога си на терен, граѓански активизам со младите, со средношколците, како ги да кажам доближи тие две работи? Колку беше тешко да се помага на други и твоето знаење, да кажам, на некој начин професорски да им го пренесеш на другите што се соочуваат со истиот проблем како тебе, со истите предизвици не мора да е проблем, нели? Па не беше, како да кажам, не е нешто лесно, заради тоа што зборуваме на доста трогателна, како да кажам, емотивна тема, но сепак сметам дека добриот пристап и кога ќе покажеш дека слушателите мислам кога ќе покажеш дека ги разбираш слушателите, едноставно мислам дека им даваш поголем комфорт да зборуваат за своите чувства. Од твоето досегашно искуство, дали сметаш дека младите и општо популацијата во Македонија има проблем да ги изрази емоциите, затоа што мислам дека тоа е една од клучните работи на кои што постојано се сопнуваме, затоа што ние сме можеби преекспресивен народ, ама сме многу интровертни, не зборуваме толку отворено за емоциите, за проблемите, кои би споделувале, можеби подобро би било. Од твоето досегашно искуство, еве и како граѓански активист, имаат ли младите проблем да зборуваат за емоции? Искрено имаат преголем проблем, искрено и голем притисок, мислам и со социјалните мрежи тоа си го докажуваме дека едноставно не можеме да кажеме се, не можеме да покажеме слабост и едноставно веќе се прави некоја граница со самите себе каде што не можеме се да искажеме и да кажеме дури на најблиските пријатели заради тоа што не знаеме како ќе не сватат и имаме голем проблем со искажување на емоциите. Живееме ли лажен живот на социјални мрежи, пошто ни се многу популарни? Еве, јас сум постојано на социјални мрежи, ако сум од некоја друга генерација, ама го имам веќе тој впечаток дека лажен живот е таму. Како е по младата генерација, како ги перципира социјалните мрежи? И покрај тоа што си, например, и ти и твоите другарчиња можеби преприсутни на социјалните мрежи, каква атмосфера владее таму? Јас лично сум многу активна на социјалните мрежи и се трудам да покажам што е можно по реална слика за мене и за мојот живот, но искрено ако гледаме глобално, навистина имаме премногу лоши коментари, стои говор на омраза, нели? Говорно за премногу и лажен живот нормално, нели? Гледаме перфектни тела, лица, животи, ама можеби несреќни внатре и после кога ќе се деси некоја трагедија, впрочем и дознаваме какви се судбините. Кои се твоите идни планови? Како млад, перспективен човек кој што веќе ги има докажано, да кажам, темелите на својата работа, како една од најактивните средношколки во твоето училиште, каде се гледаш за, еве, истото прашање за 5 години од сега? Имаш ли некои планови или се уште си во двоумење? Јас сум голем сонувач и искрено не можам да кажам баш каде се гледам, заради тоа што имам многу сонови, но единствена цел ми е да ги остварам сите мои потенцијали, да дадам се од себе за да, не знам, да ги
да ги искористам тие потенцијали што ги имам и што тек ќе ги стекнувам во животот. Сања, ти си една прекрасна млада девојка. Се надевам дека на твоја среќа и на среќа на целото општество ќе успееш да ги реализираш сите твои потенцијали. Јас навистина со задоволство ќе го следам твојот животен пат и доколку имаш некоја прилика повторно би сакала да те угостам во емисијата Мој спорт. Ти благодарам што идеш. Благодарам на вас.